Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Охридската територијална противпожарна единица применува светски практики за подготвеност, но потребен е подмладок. Семејното насилство во Струшко се премолчува. Герила акција за борба против трговија со луѓе. Македонија ги губи пазарите за традиционални земјоделски производи. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес во првата половина од денот времето магливо со ниска облачност во поголемиот дел. Во текот на денот пак намалување на облачноста со максимална дневна температура од 16 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон четврток повторно појава на магла и ниска облачност кои ќе донесат и намалена видливост. Во четврток на Централна Европа времето стабилно со локална облачност и релативно топло за овој период од годината. Над Алпите и на крајниот североисток и север од стариот континент локални врнежи од дожд. На Балканскиот полуостров утре појавена магла и ниска облачност која што ќе се задржи во поголем дел од денот. Во текот на денот ќе дојде и до намалување на облачноста и по сончеви периоди. Во северните делови од Балканот нестабилно со врнежи од дожд. Максималните дневни температури на полуостровот од 11 до 20 степени Целзиусови. Во Македонија во четврток, во утринските и предпладневните часови во поголем дел од државата појава на магла или ниска облачност кои ќе донесат и намалена видливост. На повисоките делови претежно ведро со локална облачност. Во текот на денот ќе дојде и до намалување на облачноста. Се очекуваат и повремени сончеви периоди. Предпладне ќе дува до умерен слаб југоисточен и југозападен ветер, а попладне и вечерта слаб североисточен и северозападен. Минималните од -7 до 9, максималните од 13 до 20 степени. Утре во Охрид во утринските предпладневните часови повторно појава на магла и ниска облачност, а во текот на денот времето претежно сончево со локална облачност и со слаб ветер. Минималната 6, дневната 16. Во петок умерено облачно време со сончеви периоди, но топло. Минималната 7, дневната 14. Во сабота наутро и предпладне ќе биде нестабилно со врнежи од дожд. Попладне врнежите ќе престанат. Минималната 7, дневната 14. Во недела студено утро. Температура од 3 степени, а во текот на денот претежно сончево време со локална облачност и со дневна температура од 15 степени Целзиусови. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Ноември, месец на бесплатна реклама на ТВМ. Во време на тешка економска криза, ТВМ ја помага локалната економија со бесплатно отстапување на својот рекламен простор.
Обратете се на нашите телефони за вашиот бизнис да стане видлив во регионов. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Млади кадри се потребни во Охридската територијална противпожарна единица. Во единицата се следат светските практики со примена на психофизичка подготовка за пожарникарите. Се организира и доброволно противпожарникарско друштво составено од млади волонтери. Опасните интервенции на пожарникарите бараат нивна добра кондицијска подготовка. Територијалната противпожарна единица не само што има активности во гасење на пожари на отворен и затворен простор, интервенира и во тешки сообраќајни несреќи кои ги има се почесто на нашите патишта, информира Борко Јанкуловски, командир на Охридската територијална противпожарна единица. Физичко-психичката спремност е многу важна во брзото и успешно интервенирање, кое се трудиме да го постигнуваме со практикување на физичко-кондицијски вежби покрај дневните активности. На противпожарната единица е потребен млад кадар, вели Јанкуловски. Ја го апелирам за војнина, да се примат млади пожарникари. Морат малку да заличиме некоја светска пожарна, да го заборавиме тоа време што било порано. Си треба психофизички здрави деца кои за некоја година ќе прераснат во квалитетни пожарникари. Пожарникарите добија и засилување со доброволци пожарникари. При 4 месеци регионот го доби и доброволното пожарникарско друштво Ентузијаст. 20 на млади луѓе го формираа волонтерски ова друштво и се од голема поддршка во интервенциите на Охридската противпожарна единица, кажува Јанкуловски. Станува збор за добро подготвен млад кадар на возраст од 28 до 29 години, во кои се гледа добар потенцијал за пожарникарски кадар, вели Јанкуловски. Тие веќе учествуваа и на големиот пожар во Сирулја, Вапила и Расино, како припомош на територијалната противпожарна единица. Ево да ги пратиме некои светски трендови, нека биде тоа пример, следни вработувања во пожар на Охрид, нека ги превземат од доброволните друштва, веќе тие се како полуготов производ. Ентузијаст, противпожарното доброволно друштво има канцеларија и магазин со опрема во соседна Дебрца. Волонтерите пожарникари работат на проект за набавка на специјално теренско возило за брзи интервенции на територијата на оваа општина, која ја покрива територијалната противпожарна единица од Охрид. Во полицискиот билтен 2 случаи на семејно насилство. Вчера околу 9 часот полициски службеници од Оделението за внатрешни работи од Струга лишија од слобода 49 годишен жител на струшкото село Ложани, кој претходно во семејниот дом агресивно се однесувал кон неговата сопруга и кон други членови на семејството. По документирање на случајот, против него ќе биде поднесена соодветна пријава, информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Истиот ден, во друг случај, полициски службеници од ОВР Струга лишиле од слобода тројца жители на Струшко село, кои во семејниот дом физички нападнале 18 годишна членка на семејството. По целосно документирање на настанот, Оделението за внатрешни работи од Струга ќе поднесе соодветна пријава. А семејното насилство во Струшко се премолчува. Досега ниту една жртва од Струшко не е сместена во регионалниот шелтер Центар за заштита во Охрид. Центарот за социјални работи од Струга спроведува кампања за родово базирано насилство со цел охрабрување на жените жртви да бараат помош. Семејното насилство во Струшко се премолчува. Во регион со над 60 на 1000 жители просечно годишно има само по 10 на пријави на семејно насилство. Жртвите молчат, а причина за тоа според социолозите се традициите кај населението, подреденоста и статусот на жената во семејството. Карактеристично е и тоа што брачната заедница не се прекинува. Семејното насилство
е присутно во Струга и околните места, но за жал центарот Струга бројот е намален на пријави, каде најчесто жртва е жената, а причините се економско-социјални, алкохолизмот и други. Центарот за социјални работи спроведува кампања за родово базирано насилство со цел охрабрување на жените жртви да бараат помош. Моментално е во тек и кампањата Со тебе сме, заедно против насилството врз жените и девојчињата, како институција е промовираме родовата еднаквост и елимирањето на стереотипите за родовите улоги базирани на култура, обичаи, верата, традициите и други практики. Социолозите велат жените во регионот трпат и натаму живеат со насилникот, не бараат заштита. Причина е слабата економска состојба на жртвите, но и подчинетоста и стравот. Во Струшко се премолчува семејното насилство. Ниту една жена жртва на семејно насилство досега не користела услуги во шелтер центарот во Охрид. Во текот на утрешниот ден без вода ќе бидат жителите на соседна Струга. Утре, 10 ноември, ќе биде прекинато снабдувањето со вода за пиење на целата територија на општина Струга во периодот од 8 до 15 часот, информираат од јавното предпријатие Водовод и канализација од Струга. Охриѓани секојдневно гледаат дека не постои место на територијата на општина Охрид каде не се работи нешто. Реагираат од локалната на вчерашната пресконференција на СДСМ и обвинувањата дека ништо не е реализирано од ветуваните проекти. Од општина Охрид со реакција на изнесеното на вчерашната пресконференција на општинската организација на СДСМ. Од локалната во реакцијата се задржуваат на менаџирањето со јавните предпријатија и училиштата кои ги затекнале во тешка финансиска состојба. Новото раководство на општина Охрид не само што не се откаже, туку напротив започна со силно темпо за санација на тешката состојба во општината, предпријатијата и училиштата, иако без никаква поддршка од централната власт успеа да исплеќа стари долгови, а при тоа да не генерира нови. За прв пат имаме училишта кои новата учебна година ја започнуваат со 0 денари долг и обезбедени се сите услови за непречено одвојување на наставата. Јавните предпријатија и покрај огромните долгови и енормното зголемување на сметките за струја, кои благодарение на владата ги добиваат, успеваат редовно да ги извршуваат своите задолженија кон граѓаните и при тоа да реализираат нови проекти, велат од локалната. Додаваат дека членови од сегашното раководство на СДСМ додека директоруваа со јавните предпријатија од Охрид, енормно и незаконски си ги зголемувале платите, нередовно ги сервисирале обврските и од новоформирано предпријатие со 0 денари долг во само една година успеале да го задолжат за 60 милиони денари. Понатаму во реакцијата од локалната набројуваат што е сработено во изминатата прва година од мандатот. Изведена е водоводна линија од вкупно 1520 метри, фекални атмосферски линии од 3295 метри, асфалтирани се улици во вкупна површина од 14138 метри квадратни, поплочени се улици во површина од 1550 метри квадратни, партерно се уредени делови во вкупна површина од 5600 метри квадратни, изградени се 2 резервари за вода кои беа неопходни за граѓаните. Во завршна фаза се 2 повеќенаменски спортски игралишта, се вели во реакцијата. Во однос на ветените проекти велат дека за поголем дел од нив документацијата била во завршна фаза. Во реакцијата нема одговор на прашањето од СДСМ зашто доцни реконструкцијата на македонски просветители за засадување нови дрва на место на исечените, за оштетувањето на Астном и за тоа колку е долгот на општина Охрид и што се случи со борбата со дивоградбите. Герила акција за борба против трговијата со луѓе. Младите волонтери од Клубот на млади при Општинската организација на Црвениот крст од Охрид како сертифицирани врснички едукатори за трговија со луѓе, осмислија и реализираа едукативен перформанс за превенција од трговија со луѓе како дел од нивната програма за работа. Во соработка со секторот за внатрешни работи од Охрид, како герила акција го изведоа перформансот во спортската сала на Средното училиште Свети Кирил и Методи. Учениците и професорите можеа да проследат 3 сцени на кои беше представена сексуална експлоатација, експлоатација на труд и трговија со деца, придружени од некои од најважните факти за трговијата со луѓе. Целта на овој перформанс беше да се покрене свеста кај младите и тие да се едуцираат за овој социјален феномен на модерното робство, ризиците и ужасите на трговијата со луѓе, но и за начините како да се заштитат, велат од Клубот на млади. Плоден викенд за охридските стрелци во Благоевград. Стрелачките клубови Охрид и Лихнидос постигнаа забележителни резултати.
Викендов на стрелиштето во Благоевград, Бугарија, се одржа меѓународниот турнир Пирин 2022, на кој учество зедоа стрелци од охридските стрелачки клубови Охрид и Лихнидос. Иако клубовите настапија со релативно нови членови на овој турнир, сепак постигнаа забележителни резултати. Имено во дисциплината воздушна пушка за помлади јуниорки до 15 години, Теодора Спироска од стрелачкиот клуб Охрид се пласира на втората позиција. Во дисциплината воздушен пиштол јуниорки, Стефанија Велјановска заврши како трето пласирана во финале, откако во квалификациите исто така стартуваше од третата позиција. Од клубот Лихнидос најголемо изненадување направи младиот Бора Какел, кој се пласира на третата позиција во категорија помлади јуниори до 15 години. Кај стрелците со пиштол, Климент Мостро се пласира на третата позиција во категорија помлади јуниори до 15 години. Во истата дисциплина, Иван Милевски од клубот Охрид се пласира на четвртата позиција. Во дисциплината воздушна пушка за помлади јуниорки, Ана Танеска од Лихнидос заврши како петто пласирана. Веднаш заднеа е Драгана Локовска. На деветата позиција се пласира Сара Цикуш, на 11-тата Ема Петрова, додека Матеа Вејновик се пласира на 12-тата позиција. Кај јуниорите, Кристијан Баловски и Андреј Вангеловски преку квалификациите имаа влез во финале, но не успеа да се закитат со некој од медалите, туку завршија како петто, односно седмо пласирани. Влез во финале по квалификациите имаше и за Наталија Савеска, на која неискуството ја одзеде еден од медалите. И кај помладите јуниорки на пиштол свој прв настап имаа Стефани Савеска и Теодора Сајкоска, кои се пласираа на четвртата, односно петтата позиција. Доделувањето на медалите и признанијата го изврши двократниот олимписки шампион од Бугарија Тањо Кирјаков, а стрелците имаа убава можност да се надпреваруваат со познати шампиони од клубовите во Бугарија. Македонија има зголемено производство во земјоделството, но производителите се ориентираат на продукти со пониска додадена вредност и ги губи пазарите за традиционалните производи. Во светски рамки се изнаоѓаат решенија за широка примена на дигитални алатки за така нареченото паметно земјоделство, а нашите производители треба веќе да размислуваат за примена на овие најнапредни технологии. И покрај зголеменото земјоделско производство годинава, Македонија ги губи пазарите за традиционалните производи. Земјоделието е сектор кој што континуирано се соочува со предизвици. Покачувањето на цената на вештачките ѓубрива и на енергенсите, како што е нафтата, која пак влијае на покачување на останатите елементи во производството. Кај нас најголем проблем се малите капацитети, што не можат да постигнат брзо економија на обем и мала промена кај трошоците предизвикува дисторзија и губење на пазарите за традиционалните производи како што е доматот, вели Благоја Муканов, експерт за земјоделие, АГ Футура Консалтинг. Пример доматот. Доматот е намален за може повеќе од 60%, а доматот како производ во градинарството е со највисоко додадена вредност и извозно гледано највеќе внесува девизи, нели? Така да тоа е за мене застрашувачки, се иде транзиција кон продукти кои што има пониска додадена вредност, затоа што се фармерите под многу помал трошковен притисок, но за државата по единица квадратен метар фактички повратокот е многу помал. Зголемување на сопственото производство пак може да се постигне со поголемо вклучување на младите. Интенцијата е земјоделството да се доближи на младите преку информатичките технологии. За таа цел, Земјоделскиот институт Скопје денеска организираше конференција на тема Паметно земјоделство, иднина на земјоделството и руралниот развој. Во светските рамки се уште се изнаоѓаат решенија за широка примена на дигиталните алатки за така нареченото паметно земјоделство, но производителите овде треба веќе да размислуваат за примена на овие најнапредни технологии, смета Билјана Дрвшанова од Земјоделскиот институт. И може би едни од најнапредните технологии за интензивно производство на храна, остварување на високи приноси, големи количини, секако и високи цени на производите. Се внимава на регулација на условите за производство, како температура, влажност на воздухот, влажноста на почвата, светлината. Имаме системи кои што се применуваат за соодветна и прецизна исхрана на растенијата, како и организирана прецизна заштита на истите култури.
Податоците на Светската организација за храна и земјоделие покажуваат дека само во наредните 50 години потребите од храна ќе се зголемат двојно поради очекуваниот пораст на светската популација. Во продолжение вестите од светот. Гласачките места се затворени во делови на Соединетите Американски држави за среднорочните избори за представничкиот дом, сенатот и гувернери на сојузните држави. Републиканците досега освоија 6 места во трката за представничкиот дом, која претходно ја водеа демократите, а неколку медиуми предвидуваат дека републиканците ќе успеат да ги задржат најмалку 5 места потребни за да го контролираат представничкиот дом. Досега имаат обезбедено 184 од вкупно 435 на телото, со демократите кои имаат 155. Сепак, резултатите од Калифорнија и другите држави на западниот брег кои се наклонети кон демократите допрва треба да стигнат. На изборите за Сенатот и двете партии во моментов обезбедија по 46 мандати. Ова тело има 100 места. Анкетите покажаат дека демократите веројатно ќе постигнат подобри резултати од очекуваното со оглед на моментално нискиот рейтинг на Бајден. НАТО најави дека следниот самит ќе го одржи на 11 и 12 јули во Вилнус, главниот град на Литванија, а главна тема ќе биде војната во Украина и нејзините последици. Се соочуваме со најсложеното и најнепредвидливо безбедносно окружување од студената војна. Состанокот во Вилнус ќе биде можност за претседателите и шефовите на влади на сојузничките земји да договорат понатамошни чекори за јакнување на нашата одвраќање и одбрана, разгледување на ситуацијата околу значителното зголемување на трошоците за одбрана и продолжување на поддршката на Украина. Трансатлантската врска меѓу Европа и Северна Америка во рамките на НАТО продолжува да биде клучна за безбедноста на 1 милиарда наши граѓани, рече генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг. Земјотрес со јачина од 5,7 степени по Рихтеровата скала утрово го погоди Јадранскиот брег во близина на италијанскиот град Римини, соопшти Европскиот макросизмички центар. Земјотресот бил на длабочина од 10 км и на околу 64 км источно од Римини, додава Европскиот макросизмички центар. Земјотресот е почувствуван и во Хрватска, особено на брегот, но и во централна Хрватска засега нема извештаи за потенцијални жртви и материјална штета. На социјалните мрежи се објавени и првите снимки од земјотресот од настанатата штета. Италијанските медиуми јавуваат дека превентивно е запрен железничкиот сообраќај на Јадранската пруга поради сомневање за оштетување на шините. Сеизмолошката служба соопшти дека земјотресот утринава се случил на ист ден со големиот загребски земјотрес од 1880 година. Климатски активисти се залепиле до сликата на Енди Ворхол во Националната уметничка галерија во австралискиот главен град Камбера, што е најнова епизода од серијата протести во музеите и галериите кои ги предупредуваат владите дека не прават доволно за да се борат против климатските промени. Во видеото објавено од групата Стоп за субвенции за фосилно гориво, двајца демонстранти ги залепили тупаниците на познатото уметничко дело на Ворхол, изложено во Националната галерија во Камбера. Неколку сини чкртаници се видливи на 10 слики кои за возврат се заштитени со стакло. Во октомври климатската активистка Фиби Пламер фрли супа од домати на познатата слика на Ван Гог сончогледи во Националната галерија во Лондон, предизвикувајќи мала материјална штета на рамката, бидејќи платното исто така е заштитено со стакло. Ова е се во првиот дневник. Ви благодарам за довербата. Пријатно.